Srećna Nova godina i srećni novogodišnji i božićni praznici. Започнуваат вестите на Канал 8. Релативно мирно помина новогодишното славје во Кочани и регионот. Општ е впечатокот дека ова празнување било едно од најмирните досега, без посериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Во општата болница пак се уште се чека на првото новороденче во 2024 година. На првиот работен ден во 2024 година се сумираат впечатоците од новогодишната прослава, која според информациите од надлежните институции на локално ниво поминала релативно мирно и без поголеми проблеми и инциденти. Голем број граѓани од Кочани и околните населени места присустваа во паркот на Револуцијата, каде имаше организиран дочек со настап на музичари и продажни штандови со топли пијалоци и храна, како и традиционален огномет. Ваквиот начин на прослава се покажа како вистински погодок, а соработката на локалната самоуправа со бизнис секторот дава позитивни ефекти. За време на новогодишната ноќ и првиот ден од новата година било мирно и наитната медицинска помош, како и на одделенијата во општата болница во Кочани, каде се чека првото новороденче за оваа година. Од Министерството за внатрешни работи потврдија дека новогодишната прослава поминала без поголеми инциденти на територијата на целата држава. Новогодишната ноќ помина главно мирно. Безбедносната состојба на територијата на целата држава за време на новогодишната ноќ беше стабилна. За таа цел од страна на полицијата беше засилено присуството на терен и беа превземени координирани и насочени мерки и активности за одржување на поволна безбедносна состојба. Имаме неколку карактеристични случаи за кои преземаме мерки за расчистување. Тие карактеристични случаи се далеку помалку од годините кои што се пред нас, значи биле единствено нарушување на јавен ред и мир или вкупно, ако сакаме во податоци ги имаме овде, имаме вкупно 12 кривични дела на целата територија на државата. Најчесто недозволена трговија и промет со дрога и секако имаме загрозување на сигурноста едно. Имаме регистрирани прекршоци по Законот за јавен ред и мир, вкупно 20 во сите сектори за внатрешни работи. Имаме регистрирано 2 прекршоци по Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Има вкупно 8 сообраќајни незгоди со материјална штета на територијата на државата. Ова е најмал број на вакви сообраќајни незгоди кои што се случиле до сега и има вкупно останати настани поплаки кои што биле пријавени вкупно 11. На првиот ден од 2024 година дежурните екипи од територијалната противпожарна единица и од полициската станица во Кочани информираа дека преминот меѓу старата и новата година поминал мирно, а нивните дежурни екипи биле без интервенции и проблеми. На првиот ден од новата година, градоначалникот Љупчо Папазов ги посети службите кои беа дежурни во текот на новогодишната прослава. При тоа се запозна со преземените активности од нивна страна, а им врачи и пригодни подароци. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов на првиот ден во новата 2024 година ги посети службите надлежни за редот и безбедноста за време на празниците. На средбата со началникот на Кочанското одделение за внатрешни работи Горан Сандевски и со командирот од одделението за внатрешни работи беше истакнато дека преодот од 2023 во новата година поминал главно без инциденти на подрачјето на Кочани. Службите интервенирале на мала сообраќајна несреќа, од која имало само материјална штета. Градоначалникот Папазов ја посети територијалната противпожарна единица во Кочани, од каде беше информиран дека новогодишната ноќ исто така поминала мирно и без интервенции. Папазов повика и божикните празници граѓаните да ги поминат како и новогодишните во мирна и безбедна атмосфера. Покрајниот пазар во Виница ќе продолжи да се гради во првата половина на оваа година. При крај се измените во основниот проект, пошто ќе треба да се избере и нов изведувач на градежните работи. Изградбата на покрајниот пазар во Виница треба да продолжи во првото полугодие од оваа година, откако во завршна фаза
се измените на основниот проект според кој требаше да се гради објектот. Од проектантите беше побарано да се задржат содржините во првичниот план, но да се исфрли едно ниво, како и да се измени покривната конструкција, со што изградбата би била поевтина, а функционалноста би се задржала. Во изминатите 20 на месеци градежните работи се одвиваа со бавна динамика, односно беа прекинати. Во меѓувреме, локалната самоуправа на Виница го раскина договорот со изведувачот, а ја активираше и банкарската гаранција во вредност од 1.450.000 денари, што представува 5% од вредноста на проектот, чија крајна сума се проценуваше на околу 30 милиони денари. Според градоначалникот Миле Петков, градежните работи ќе продолжат откако ќе биде избран нов изведувач. У текот на неделата мислам дека ќе биде и печатена форма доставен и ќе можеме да почнеме постапка за измени у тек на градба за документација, за да можеме на почетокот на наредната година да распишеме јавна набавка. Значи, пазар ќе се гради. Процентот на досегашна реализација на покриениот пазар во Виница е под 20%, што е многу малку за период од повеќе од 2 години. Според првичниот проект, во затворениот дел на објектот се планирани дуќани за продажба на овошје, зеленчук, млечни и месни производи, додека на отворениот дел пак ќе се постават тезги за продажба на секаков вид други производи. Пазарот треба да обезбеди оптимална функционалност со примена на потребните стандарди за таков вид комерцијални објекти. При тоа, од проектантите на објектот беше побарано да се води грижа и за сите придружни потреби на граѓаните, како што е пријателски пристап за лицата со посебни потреби. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево реализира постапка за набавка на електрична енергија за наредниот 12-месечен период. Според анализата од досегашната потрошувачка, се проценува дека во наредниот едногодишен период би биле потребни околу 170 мегават часови струја. При тоа, во скапата тарифа планирани се 70, а во ефтината 100 мегавати. Во списокот на електрични броила за кои потрошената струја се плаќа од општинскиот буџет, се вметнати 30 на мерни места. Дел од нив се однесуваат на јавното осветлување, како и на другите потрошувачи во сите населени места во општината. Со оглед на актуелните цени на 1 мегават електрична енергија на пазарот, крајната сума што ќе се плати ќе зависи од потрошувачката. Рокот на јавниот повик за набавка на потребните количини веќе тече, а пријавувањето на заинтересираните добавувачи со струја е до 17 јануари. Според проценката во техничката спецификација на набавката, најголем дел од средствата за набавка на струја ќе бидат наменети за јавното осветлување. При тоа очекуваната најголема потрошувачка е за периодот на есенските и зимските месеци. Боречкиот клуб Спартак од Кочани има ново засилување. Во редовите на кочанската екипа дојде младиот 23 годишен борач Стефан Штериов, кој досега настапуваше за екипата на Балканецот Штип. Тој ќе се надпреварува во категоријата до 65 килограми. Од Спартак најавуваат дека на 27 јануари ќе се одржи државното првенство во борење за сениори, на кои ќе настапат 10 Спартакови борачи. Меѓу нив се Дамјан Крстов, Благоја Тасевски, Стефан Штериов, Александар Павлев, Илија Веселинов, Раслу Шапиев, Петар Иванов, Леон Трајанов, Стефан Миладинов и Горан Терзиски.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.